комисијава и до искажаните небулози на колешката Снежана Калевска-Ванчева и се повикуваме етичкиот кодекс за однесување на пратеници кој што го гласавме заедно во минатиот мандат. Првенствено до претседателката на комисијата, зашто не ја прекина, затоа што сметам дека не беше конструктивна дебатата. Сега ќе се ставам во ваша улога како рецензент и лектор, како вие што правите на нашите дебати овде. Дека не беше конструктивна, туку ја искористи политички да напаѓа. Изборната кампања заврши, да, се спремаме за нови избори, за кои што вие не верувате ќе се случат и те како ќе изгубите. Во еден момент на вашата дискусија се повикавте на минатиот мандат и колку ние сме ги обструирале законите. Ама испуштивте да кажете колку вие демократски под наводници ги носевте законите. Со многу притисоци, закани и уцени, со многу политички прогони на кои што ја бев жртва и многу колеги наши, со гласање на доаѓање на власт нелегитимно, дури очекував да се изгласате во некој ходник од собраниево, не во сала на кој што не беше вклучен ни систем на снимање и така натаму. И сега зборите за обештетување кои што ќе ги плаќаат државата. Знаете од вашето време за 4 години колку ќе има исплаќање на такви обештетувања? Знаете колку има неправедно затворени поради политички прогон, затоа што носевте на демократски начин закони. Изборите дека, како кажавте, јавниот обвинител бил алфа и омега. Знаете кој вие се алфа и омега вие? Премиерот во заменување. Тука ви е проблемот. Што немате доволно информации, што во партијата ви градат перцепција сосема различна од вистината и вие зазнувате овде, кога немате аргументи да одбраните. Сега се зборува за извештајот на Судскиот совет и состојбите во судството, за кои што има големи критики во европскиот извештај, зависи кој дел го читате и каква перцепција си стварате. Очигледно различна перцепција ствараме, но најдобра перцепција кажуваат граѓаните. Вчера имавме тука Национален совет за евроинтеграција и таму го спомнав баш делот со судството, затоа што до нас стигаат поплаки од граѓани дека предолго траат постапките, дека се затвараат постапките без да се известени засегнатите страни, дека се наоѓаат дупки во законот и дека не дај Боже и за убиство не одговараат луѓе, а човечки судбини се уништуваат и сега вие ќе кажувате за состојбите во судството. Па пред некој ден претседателката на Судскиот совет кажа дека не верува дека ќе се поправат состојбите во судството. До толку е девастирана работа. Може да следици од некое минато време, но вие дојдовте со изборна кампања, реформи во судството и независно судство. Многуте случаеви на криминал и корупција во судството во овие години покажаа дека не го остваривте тоа што го ветивте пред избори. И ве замолувам, ние бевме заедно и тука малце колеги се сега од минатиот мандат. Процедурално е, како што не беше конструктивна незината дебата, сега мене ќе ме прекинете, а не нема да прекинете претходно. Само неколку колеги сме од минатиот мандат и можеме многу да кажуваме за тоа колку беа демократски носени законите. Како највисок законодавен воопшто не беше ниту достоинствено да присуствуваш на такви насилни носења на закон, не беше ниту пријатно. Да, вие моревте да седите, ама за тоа ние бевме под тежок политички притисок и прогон, не само врз нас и врз нашите семејства, за да си поминете одредени ваши агенти. Не се ваши лични, на вашиот алфа и омега, кој што ви го објаснив пред малку. Затоа ќе ве замолам во иднина кога ќе говорите во името на вистината, зашто тоа го повикува и во етичкиот кодекс се повикува на тоа. И вас, претседателке, да ве замолам да прекинете, ако не сакате да испровоцирате такви коментари и дискусии, затоа што ниту сме слепи, ниту сме глуви. А не можеме да бидеме ниту неми на се што се случува. На крајот на краиштата ова го бараат од нас граѓаните. Во името на граѓаните, во името на демократијата во минатиот мандат, ви се обраќам на овој начин. Благодарам.